Постојат неколку општо прифатени алатки, така наречени индекси, кои што може да ни дадат ориентација да видиме дали имаме прекумерна тежина. Така наречениот body mass index зема во предвид телесната тежина наша, споредена со висината на телото, меѓутоа пресметана во површина, во метри квадратни. Тоа е достапно како формула, може секој да си пресмета на интернет. Е достапна формулата. Во принцип, до 25 body mass index велиме дека сме нормална, имаме нормална телесна тежина. На 25 збориме за прекумерна, на 30 веќе за многу зголемена телесна тежина. Што е важно? Важно е да се каже дека body mass индексот е ориентација. Значи тоа помага на докторите и на секој од нас да видиме кај сме, каде спаѓаме од прилика, меѓутоа не е доволно, треба да се води сметка за други работи. Че body mass индексот не зема во предвид дали е маж или жена. Разликата е во конституцијата. Нормално кај жените има повеќе масно ткиво, тоа се хормонски влијанија, кај мажите повеќе мускулна маса. Не ја зема во предвид нити телесната градба. Значи имаме атлетски градени луѓе со голема мускулна маса, кај што body mass индексот ќе биде поголем од 25. Тоа не значи дека тие се со прекумерна тежина. Пак ќе потсетам, прекумерна тежина подразбира повеќе масти во телото од тоа што е нормално. Не зема во предвид возраста. Значи возрастната популација со старење доаѓа до атрофија на мускулната маса, се намалува мускулната маса и таа учествува со помал процент сега во телесната тежина и затоа кај нив body mass индексот треба да се прилагоди према возраста. Тука игра улога дури и расата, така да има повеќе работи кои што треба да се земат во предвид. Body mass индексот е само ориентација. Има и други индекси, како што е, например, односот помеѓу половината и колкот. Па имаме калкулатор во однос на големината на половината. А има некои бројки каде што, не знам, кај мажи е 107, 110, кај жени до 86, 90. Меѓутоа, пак ќе кажам, сето тоа е само дополнителна информација. Има индекси кои што земаат во предвид висината со големината на појасот. Во поново време имаме дури и можност да се искалкулира процентот на мастите, протеините во организмот. Значи, сето тоа докторот треба да го земе во предвид и да земе во предвид дали има и други ризик фактори кај пациентот или кај здравата особа. Значи, дали има зголемен крвен притисок, проблем со шекерот, проблем со хормоните. Во мал процент на гојазноста учествуваат и јатрогени, например хипотиреозата, кај што имаме нарушена функција на тироидните хормони. Тоа влие врз метаболизмот и може да биде причина за појава на прекумерна тежина. Со корекција на недостатокот на хормони може да се реши проблемот. Луѓе кои што користат стероиди од различни причини може да добиваат телесна тежина. Не знам, антидепресиви исто така може да влијаат. Така да задача е сега на докторот да ги земе сите тие работи во предвид и да одреди идеалната телесна тежина на пациентот и соодветно тоа да препорача редукција и на кој начин да ја постигне таа редукција.